Добар ден. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со председателот на Собранието Африм Гаши. Господине Гаши, најнапред со она што е во фокусот изминативе недели, случувањата во Вриди, тие ќе значат и промени во владата, можеби промени во Собранието, дури се доведува во прашање и Бадентеровото мнозинство. Дали сметате дека тоа е причина со локалните избори заедно да се одржат и воредни парламентарни избори? Еве сме во собрание, знаете дека јас се трудам како председател на собранието да бидам поабстрахиран од дневната политика и од политичките партии. Навистина сум посветен на собранието и на работата тука во собранието, но нормално е, не можеме да избегнеме од политиката, затоа што и тука сме заради тоа и припаѓаме на одредени политички структури. Мислам дека нема потреба од никаква паника, мнозинството е стабилно, мислам дека треба да се продолжи понатаму да се работи, без разлика дали некој ќе влезе, ќе излезе. Мислам нема да има голема промена во бројот на пратениците. Мнозинството е многу стабилно, веќе околу 2/3 имаме. Од друга страна, локални избори се наближуваат, но мислам дека не треба да не фаќа така секогаш треска изборна, дека еве се случува и дека адреналин и мора да правиме избори за се. Мора да ги сватиме локалните избори по природата какви се и тие во суштина. Се разговара за канализација, за водовод, за почисти патишта, осветлување и така натаму, и мислам дека не треба високата политика да ја вметнеме во делот на локалните избори, во изборите за кои следуваат на овие редовни. Така да не би ги ставил во иста паралела. Ова што е парламентарно мнозинство, мислам дека треба да продолжи до крајот на мандатот, да дадеме политичка стабилност на граѓаните, дека собранието, владата си течат со работа. Локални избори е друга тема. И очекувате ли вашиот коалицијски партнер, Алијанса за албанците и господинот Таравари, да останат во владата? Па тоа е сепак работа која ќе одлучат политичките лидери од Влен. Како што знаете, веќе има најави за окрупнување или хомогенизација на Влен во една политичка партија. Ако се случи тоа, ќе треба они да одлучат по тоа како ќе се однесуваат во делот или одлуките на Алијанса албанците, што они ќе одлучат во однос на нивната политичка определба. Но мислам дека во овој дел би се абстрахирал, имам право тоа да го направам и сепак мислам дека што и да се случи нема суштинско да ги поремети така политиките кои ги градиме на централно ниво, а како што кажав и претходно, тоа не треба да ги тангира воопшто локалните избори, така да мислам дека зборуваме за две различни теми во различни нивоа и за едното и за другото мислам дека нема некоја работа за која треба граѓаните да се вознемируваат. Како политичар, зошто сметате дека Вреди треба да стане партија? Па граѓаните сакаат стабилност. Според мене, ако има една од причините најголеми зошто еден човек се одлучува да гласа за една политичка партија, мислам дека можеби они не знаат тоа да го кажат, но во подсвеста стои стабилноста и сигурноста која треба граѓанинот гласачот да има кон една политичка структура. Ние бевме 4 политички партии во коалицијата Влен и сакаме да дадеме стабилност, дека овој проект е долгорочен и дека граѓаните можат и треба да калкулираат и да очекуваат од нас дека ние ќе ги реализираме нивните потреби. Затоа што, знаете, врската помеѓу гласачот и политичарот е каузална. Они те гласат и очекуваат да ги реализираат своите потреби. Со оваа стабилност што вие ја покажувате кон нив, се зголемува потенцијалот
за привлекување на гласачи и не е само за бројот на гласачите. Повеќе ми е заради политичката стабилност која треба да ја покажеме кај граѓаните. Очекувате Зијадин Села да се придружи? Па не знам, тоа не е моја работа. Собранието во овој состав работи за неколку дена, точно 1 година. Како оценувате работата на Собранието? Најпрво со оценка од 1 до 5. Прво, знаете, јас во ова се чувствувам навистина како ученик и не би си дозволил да си дам оценка самиот на себе, секако на себе никако, но во однос на Собранието во целина, мислам дека имаме подобрување во неколку делови, кои се многу битни, а тие беа и некакви определби мои и лични и стратешки цели кои Собранието ги има донесено и пред јас да бидам председател на Собранието, така да во делот на функционалноста, ефикасноста, транспарентноста, парламентарната дипломатија, мислам дека имаме значително подобрување и тоа може да се фактира со факти и бројки, но пред се најде во политика и кај граѓаните многу битна перцепцијата. А перцепцијата за жал и тешко се менува кај граѓаните. Имаме повеќе од 30 години од почетокот на нашиот демократски живот како држава, имаше натоложување на негативна перцепција во однос на Собранието. Сега нема да можеме одеднашка тоа да направиме еден катарзис на негативната енергија, но мислам дека сме отвориле доволно број на канали низ кои ќе се испушта негативната енергија и се надевам, ако не во првата година, веќе во втората и третата или на крајот од мандатот, моја цел е граѓанинот, обичниот граѓанин од некое високо село кој не гледа преку телевизија да рече среќен сум што имаме вакво собрание. Навистина многу е битно на крај тие што не гласат и што не донеле тука да се задоволни од нас. На негативна реакција на одлуката на Собранието да не одржи комеморативна седница за случувањата, за трагедијата во Кочани, чиј беше предлогот и кој беше вашиот личен став околу комеморативната седница? Вака, оваа тема, знаете дека трагедијата во Кочани беше трогателна за сите нас и ние во тие моменти се собравме со сите координатори, подпредседателите и на координација разговаравме некако од некои представници на политички партии, туку како одговорни луѓе кои треба да се однесуваат одговорно во такви времиња. Разговаравме сите заедно, сите аспекти на таа трагедија и нашиот однос во таа релација и имаше консензус од сите дека ние како собрание во тие денови со нашата неработа под наводници или неодржување на седници, пленарни и на комисии, а работата секогаш течеше цело време, пратениците доаѓа и тука, повеќе пратеници беа присутни на комеморативни седници во локалните средини, во контакт со граѓаните. Така да собранието беше активно, многу активно. Но фактички немаше седници. Да, но мислевме... Ниту комисија, ниту пленарна. Наша констатација дека беше дека тоа може да се стави во негативен контекст и да покажеме непочитување кон жртвите на трагедијата и на нивните семејства. Затоа се одлучивме да покажеме почит. Вчера имавме реакција од ВД градоначалникот, новиот ВД градоначалник на Кочани, кој напротив смета дека сте покажале непочит. Па затоа не би го направил, значи јавноста не значи еден човек, ниту еден новинар, ниту еден политичар. Добро, ама го представува градот кај што се случи трагедијата и веројатно чувствата на Кочани. Јас сум убеден дека направивме добра одлука, заедничка одлука беше, значи тоа е одлуката и нашата намера беше да покажеме почит. И мислам дека
граѓаните го знаат и го почитуваат, ја почитуваат ова наша волја за да покажеме почит и одговорност во такви тешки времиња. Дали, господине Гачи, се согласувате со ставот на премиерот Христијан Мицкоски, кој вели: нема да ги гласам уставните измени се додека Бугарија не ги заврши своите обврски и да ги почитува правата на своите малцинства. Коалицијата од која доаѓате, која влезе во власта, поставуваше и рокови за изгласување на уставните измени и вметнувањето на бугарите во преамбулата. Дали вие се согласувате со овој став на премиерот? Па ја не би навлегол во коментирање на ставови. Вие знаете дека, вие спомнавте дека не само ВЛЕН, туку сите албански партии се сакаат да се отпочнат преговорите и немаме никакви дилеми околу тоа дека треба веднаш да се почне тоа. Но, од друга страна, имате голема сензитивност кај албанските политички партии и на власт и во опозиција, и не само сега, и во спорот со Грција, да се застане рамо до рамо со македонскиот народ во одбрана на македонскиот идентитет, јазик и историја. Затоа што за нас, албанците, многу е битно да покажеме почит кон овие битни компоненти на битието на еден човек. И затоа ние сме внимателни, ако тоа го знаеме и какви се анкетите и какво е расположението кај македонскиот народ. На штета на евроинтеграциите мора да секогаш да внимаваме на меѓуетничките односи, затоа што е тоа столбот, најголемиот столб на стабилноста во оваа држава. Ние прво треба да се грижиме за таа компонента, а сите заедно потоа да го продолжиме патот кон Европската Унија, зашто е стратешка определба на нашата држава, а токму и ВМРО да помене. И премиерот Христијан Мицкоски неколку пати покажале, и тоа го имат напишано во своите програми, дека тоа е не отстапуваат од таа идеја нашата држава да стане членка на Европската Унија. Еден совет кој доаѓа од Брисел е овој период да се искористи до 27 да се завршат реформите од планот за раст. Значи додека се чека ова што Многу добро очигледно прашање. се одложува. Знаете дека во делот на реформската агенда која се постави од Европската Унија, ние сме првата земја водечка која значи откако ги почнавме овие процеси, ги претркавме сите земји од регионот и сме прва земја која сите обврски од првата фаза ги има завршено во рекордно време. И затоа и првата транша, и како да кажам, првата донација од Европската Унија ја добивме токму заради успешно завршената работа. Значи тоа ќе ни биде приоритет. Значи не може да не оставаме се на уставните измени. Ние имаме многу работа и со усогласувањето на легислативата, и со реформската агенда. Треба да направиме се околу тоа за да уставните измени останат, можеби, ако останат последни, штом ќе ги направиме, се друго да биде скоро завршено. Ја спомнавте втората транша, за да дојде треба да се донесат некои, можеби од најтешките, условно кажано, закони во судството, некои веќе во јуни, останатите во декември, меѓу нив и измените на кривичниот законник. Докаде е таа работа, дали веќе во собранието се очекува расправа и гласање по овие закони? Работиме интензивно, како што знаете, и Уставниот суд имаше забелишки и препораки. Ние веднаш формиравме работни групи по двата закони кои тие имат забелешки, за кривичниот закон и за законот за електронски комуникации. Овој закон, вториот за електронски комуникации, е пратен во влада, затоа што бара и голема експертиза, не бара само политичка подкрепа, туку бара и стручност и експертиза, и работиме интензивно на тие закони, но не само тие. Се што е дел од реформската агенда и ние како собрание, како држава гледаме дека ни треба, а знаете дека беше
врвен приоритет во нашите предизборни програми реформите во судскиот во судството воопшто. Тоа е првото поглавје. Да, и затоа тоа се заврши. ќе гледаме тоа да го направиме пред се заради нас. Нас ни треба кредибилно судство. Нас ни треба реформи во судството, а тоа во овој случај со тоа што ќе го направиме тоа за нас, ќе добиеме поени и ќе ги отвориме вратите за отварање и затварање на поглавијата. Очекувате во јуни да се испочитуваат сите рокови и да се донесат веќе? Па ќе зависи од тоа од и уште не се работните дојдени групи. во собрание. Предлозите уште не. Значи тука ги почнавме како работни групи, законите, забелешките, препораките, но собранието нема експертиза за стручност во однос на електронски комуникации или друг вид. Така да прашував дали се стигнати во собранието. Ќе зависи од работните групи, експертите што се однесува до собранието. Гледате дека ефикасноста е многу голема, исто како и предвидливоста. Се што доаѓа како закон на почетокот на месецот, во текот на месецот ние го завршуваме, го изгласуваме. Кога доаѓа после првите 5 дена, како што со новиот деловни, гледаме наредниот месец да веќе да биде завршено. Има предвидливост, има редовни седници секој месец, така да во овој дел и во делот на реформската агенда, каде што ние тоа уште поголем приоритет, ќе направиме се тоа да биде на најбрз можен начин. Само ни треба предлогот да биде готов и доставен до собранието. Докаде законот за правична застапеност кој требаше да го и треба да го замени така наречениот балансер? Па истото што го зборев претходно, можам да го кажам и за овој закон. Се политичка волја има, определба политичка има, тоа е нужност и уставна, затоа што тоа е уставен амандман и принцип уставен за правична застапеност на заедниците. Законот се работи долго време, но има, значи, се обидуваме тој да биде на крајот кога ќе биде предложен, да немаме проблеми и со уставноста и со Венецијанската комисија. Гледаме да ги поминат сите филтри за кога ќе биде изгласан, да нема такви дилеми околу уставност, функционалност и колизија со некои други принципи уставни. Има ли некаков рок кога ќе стигне на дневен ред? Па нема рок, но ако јас многу сум убеден и оптимист дека до крајот на месецот ќе стигне во собрание. Штом стигне врз основа на деловникот, ќе направиме се тој да биде изгласан во најбрз можен рок, како што е определено со деловникот. Крајот на овој месец? Да, јас сум убеден дека многу брзо ќе биде. Најавувавте многу реформи во собранието, зборувавте за почеток на дигитализација, но она што прво излезе и се објави е новиот оглас за нов грб на собранието. Дали е тоа најважно? Веќе имаше презентација на 2 нови алатки, штом ќе биде аплаудирана седницата што ќе заврши на YouTube, може секој граѓанин, секој новинар да ја праша артифицијалната интелигенција и ќе има интеракција за сите дискутанти кои учествувале во дебатата во собранието, што зборувале, како гласале и алатката ве носи во одредена минутажа каде што таму се зборува за седницата. Така да не мора некој да следи 5 часа, ќе има можност во многу брзо време да знае точно кој што зборел, што кажувал, што се донесело и така натаму. Другата алатка е за комуникација и контакт на пратениците со граѓаните. Веќе правиме можност, креираме можност да имаме виртуелни средби, ама и реалните средби да можат граѓаните во секој момент да знаат кој пратеник во која адреса може да го сретне, да се сретне, не мора во канцелариите.
и достапност на секој пратеник со колку граѓани се среќавал во текот на месецот, годината и така натаму. Јас сум убеден дека со овие две алатки ќе зголемиме транспарентноста и во однос на новинарите и граѓаните, но и ќе го зголемиме контактот на пратениците со граѓаните, што е една од битните и главните цели и приоритети на собранието. Имаше идеја во собранието во склоп на новите трендови на употреба на логото, тоа да биде помодерно, да може да се користи во сите платформи, и мислевме дека е можност и за новите креатори на логоа и на графички дизајнери да учествуваат во еден таков јавен оглас, за да имаме нова идеја. Но тоа ќе зависи стручно, ќе има комисија која ќе одлучува за тоа, и мислам дека се што е ново и функционално за собранието и за граѓаните, мислам дека е за доброто на сите. Ви благодарам за интервјуто. Ми беше чест. Тоа беше интервјуто со председателот на собранието Африм Гаши. Благодарам на вниманието и до гледање.